Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 52-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и пред се квалитетни ТВ серии од широм светот. А музичките ТВ серии секогаш имале предимство, за мене барем во рамките на ТВ 103, затоа што 103 е радио чија што примарна цел е грижа и нега за музичкото наследство на земјата и пред се потекнување на музичките квалитети на денешницата. И затоа мора простор да се отстапи за оваа документарна музичка минисерија, за која што ќе ви говорам денес, во која се дава увид во културолошките збиднувања кои ја одбележале 1971 година, пред се со намера да се потенцира значајното место кое го заземала музиката во развојот на човештвото баш таа турбулентна година. Тоа се вредностите кон кои треба да се стремиме, да ги достигнеме пред се за потребите на музиката денес, да може да се искачи на тој пиедестал помеѓу народот. По тој повод ќе ви говорам за 1971, The Year That Music Changed Everything, малку носталгично, малку историографски, но се со намера да се евидентираат клучните збиднувања кои ја одбележале и серијата и самата година на музичките збиднувања. На почетокот на емисијата слушаме три композиции од едно реиздание, односно едно делукс издание на албумот Healing Through Fire на одличниот стонер метал бенд Orange Goblin, односно слушаме композициите The Ballad of Solomon Eagle, Vagrant Stomp и The Ale House Braves, односно ова е, ако не се лажам, шестиот албум на овие стонер метал гиганти, односно тоа беше албумот издаден 2007 година. Од Sanctuary издадоа еден двоен диск на кој што има мал милион на додатоци, односно изведбата во живо на овие композиции, демо верзиите и мене ми беше важно да се навратам на овој албум на кој што не сум обрнал, искрено да бидам, толку многу внимание од севкупната дискографија на овие великани, заради тоа што во 2000-тите ги запознавав нивните почетоци, така што овие албуми, односно баш Thieving from the House of God и Healing Through Fire, односно албумите од раните 2000-ти, не ги имав, не внимавав толку многу на нив, заради тоа што бе фасциниран од Time Traveling Blues и од Coup de Grace, така што ова е убаво надополнување за таа средна ера, така да ја наречеме, односно во раните 2000-ти, кој што го челичеле нивниот звук Orange Goblin, пред да го издадат според мене нивниот најдобар албум An Eulogy for the Damned од 2012 година. Меѓутоа Healing Through Fire и тоа како може да забележите дека нивното музицирање е на завидно ниво со оглед на тоа што има моќни рифови и бескомпромисна лирика. А во продолжението на емисијата, веќе традиционално, трета сезона поред, ги преслушуваме Rage Against the Machine во нивна целост од нивната дискографија, односно денес ќе слушаме нивната најпрепознатлива композиција, која што се наоѓа на нивниот истоимен албум, односно Rage Against the Machine албумот. Заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine, со надеж дека ќе се грижите малку повеќе за човештвото, отколку што се грижите за себе. И доколку сакате да дознаете што се случувало на музички план во 1971 година, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, емисијата ТВ 103 со своето 52-ро издание, посветено на ТВ серијата 1971, односно The Year That Music Changed Everything, кој што представува еден своевиден музички минисеријал, кој е создаден од страна на Асиф Кападија, Даниел Пек и Джеймс Роган, односно
си земам за право да истакнам дека Кападија може би имал најголем удел со наметнување пред се на неговиот препознатлив стил за обликување на епизодите на кои сме веќе навикнати да ги гледаме неговите прекрасни документарни филмови Сена, Ейми, Диего Марадона и пред се серијата The Me You Can't See. Односно, тоа е обемната видео архива за која пред се употребува нарацијата со помош на аудио изјави на инволвираните пред се во животот на субјектот кој што е централен во неговите истражувања, односно во неговите документарни филмови кои не се појавуваат во еден класичен talking head облик на кој што сме навикнати да гледаме документарците, односно се во облик на синхронизација, односно voice over нарација која што е залепена директно врз архивираниот видеоматеријал кој што е селектиран за потребите на документарните филмови и на тој начин ја обликува пред се оваа серија со оглед на тоа што има една богата архива на музички збиднувања кои што се комплементирани со помош и на архивирани аудио изјави на музичарите кои што повеќе не се со нас, но и на изјави кои што се земени од страна на живите музички легенди кои се навраќаат на 1971 и на нивните сеќавања пред се за одвивањето на настаните кои се случиле во оваа според Кападија незаменлива и значајна пред се музичка година. Серијата започна со емитување на 21 мај 2021 година, се одржи 8 45 минутни епизоди, што значи дека моја препорака е да ја преполовите сезоната и да ја гледате од 2 дена по 3,5 часа и на тој начин ќе ја совладате подобро, иако нема да се презаситите и да ја избинџате, онака со оглед на тоа што се прати животот на неколку уметници, но има и постојани нови субјекти и тематски интервенции по кои што се сегментирани воопшто самите епизоди од оваа серија, така што доколку сте љубители на музиката конкретно која е создавана во 70-тите, сте растеле со таа музика или сте заинтригирани да дознаете што е баш толку значајно и важно за оваа година, мислам дека ќе уживате во богатата архива која што има да ја понуди и начинот на кој што таа е амалгамирана со самите изјави. Серијата е реализирана за имотните Apple Plus, кои моментално се актуелни со втората сезона на Тед Ласо, почетокот на Foundation, SF серијата, која е адаптација на делото на Асимов, потоа најавените Invasion и Swagger, а ова лето од документарната секција на Apple Plus реализирани беа и The Me You Can't See, Watch the Sound with Mark Ronson, така што знаете дека Apple бркаат високо профилни серии, затоа што имаат буџети и привлекуваат пред се славни и популарни имиња за соработка, така што нема никаков проблем да подигнат некаков си проект се додека има, како тоа американците најдобро го нарекуваат, star power за него, односно како има популарна личност која што може да застане и да го реализира, со оглед на тоа што сите музичари кои што ќе погледнете во оваа серија до ден денес се релевантни и популарни и се постаменти на музичката историја на која што се темелат успесите на генерациите на музичари кои што доаѓаат после нив и тоа како го привлекува вниманието на сите љубители на музиката. Серијата ги бележи пред се културолошките збиднувања кои се одвивале не само на музички план, односно опфатени се и инволвирања на музичарите во протестните, односно во политичките активности, односно во бунтот против војната во Виетнам, немирите во Бангладеш, како и домашната борба за рамноправност и пред се рушењето на стигмата за расната и половата поделба. Така што има дури одредени епизоди кои што си имаат собствена тематска одредница, односно собствени тематски целини, кои што се посветени и посочени на Black Movement, например, на Black Liberation Movement, односно на
афроамериканското движење за ослободување или па за борбата на женските права или па за борбата против наркотиците кои што ги заземаат животите на славните музичари кои што губат севкупна контрола над нивните животи заради тоа што не може да ги поднесат и тоа се рефлектира пред се врз нивниот пад на од уметнички аспект во контекст на нивната музичка кариера заради тоа што не можат на сопствени нозе да застанат, а не па да творат. Така што се забележува и таа детеријација на која што подлегнуваат музичарите кои ќе вкусат поголем и преголем дел пред се од славата која што ќе им биде понудена заради тоа што нели сонот на хипи движењето воопшто умира, односно таа идеја дека светот ќе може да се промени со здравата размисла пропаѓа и Америка се наоѓа во една надолна линија со оглед на тоа што има една поделба помеѓу тоа што посакува народот да биде реализирано во таа држава и што самата држава го реализира, тој некаков си јаз, каде што љубовта и мирот не може да преовладаат, нели тоа се тие интенции на кои што се потпира хипи движењето и тука веќе доаѓаме до некаква си потреба за ескапизам благодарение на музиката, од друга страна па и се појавува уште поинтензивна борба на одредени музичари кои што со нивните дела се обидуваат да коментираат на проблематиката во која што се наоѓа самото американско општество. Така што има разновидни струи кои се појавуваат во американската и предсветската музичка сцена во тој период, Асиф Кападија и неговите соработници допираат до неколку од нив, се обидуваат да ги евидентираат овие збиднувања како круцијални постаменти на сето тоа што е воочливо на музички план во 1971. Факт е дека сеопфатна е серијата и зема преголем залак да представува сама по себе временска капсула, што се разбира дека нема серија на светот која може да ги долови нели сите значајни, па и помалку важни збиднувања, што пак го поставува прашањето за насоченоста на клучните точки околу кои треба да се конкретизира председејствието, што не е баш јасно издвоено и кристализирано, заради тоа што има неколку нишки во кариерата, например, на музичарите, кои што се следат од епизода во епизода, но има и мноштва на застранувања и нафрлувања кои не се конкретизирани, само се начнати и евидентирани, така што проблематично е сосредоточувањето на ваков преголем залак, кој што би бил за секого, не само за Кападија, кој важи како еден буден архивар, но треба нели да биде и селектор и насочувач, значи не е само да се поседува материјалот, туку и да се демонстрира пред се пораката и целта со која што тој ја работи оваа серија. Иако нели мотивацијата е да се демонстрира дека музиката, конкретно која што се создавала во оваа ера, влијаела за културолошкото збиднување и пред се влијаела и на политичко и на социолошко рамниште на широките маси, наспроти тоа да биде музиката рефлексија на збиднувањата во општествата. Така што тоа е еден голем залак за докажување, меѓутоа со самото набројување на музичките легенди кои што твореле и пред се нивните дела кои што ги создавале, па и не е толку наивна оваа девиза и теза дека музиката и тоа како влијаела за општествените збиднувања кои што се случувале во Америка и светот, место во кое што би сакале и денес да ја ставиме музиката, да биде нешто повеќе од беззначајна бучава која што ја слушате во позадина додека вие го пиете вашето утринско попладневно или вечерно кафе. Така што се надеваме дека музиката ќе се врати на пиедесталот каде што треба, кој што треба да го заземе помеѓу широките народни маси. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ги слушаме продолжение Yawning Songs. Односно, станува збор за една
така наречена супергрупа, која што е комбинација на членови од Yawning Man и Sons of Alpha Centauri. Sons of Alpha Centauri имавме можност на Канал 103 да изслушаме во изминатите неколку недели со нивното ново албумско остварување, меѓутоа Yawning Man ги знаеме по тоа веќе култно издание Macedonian Lines, кој што го има пред неколку години. Значи, тие функционираат како некаква си форма и некаков си облик како Desert Sessions на Джош Хом и неговата дружина Palm Desert, и сами по себе Yawning Sons е една супергрупа која што од време на време се појавува и става свој белег на музичката историја, така што тие го издадоа нивниот албум Sky Island, од кој што во продолжение ќе ги слушнеме Adrenaline Rush, Low in the Valley и Shallows and Echoes. Значи, станува збор за еден психоделичен рок-н-рол бенд со Stoner Desert призвук и пред се ова е една супергрупа која што и тоа како е значајна не само во рамките на својот поджанр, туку и воопшто за стонер музиката и за музиката која што пред се создава во денешницата. Значи, тој пустински рок-н-рол во комбинација со психоделичниот рок-н-рол. Така што во продолжение ги слушаме Yawning Sons и потоа се враќаме да ви говорам за музичарите кои што твореле и живееле во 1971 година. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 52-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата 1971, The Year That Music Changed Everything. Односно, во овој сегмент сакам да обрнеме внимание повеќе на музиката која што е составен дел од оваа серија, односно што точно се случувало на музички план во оваа година, што е значајно за образување, пред се комплетирање на оваа серија, односно ќе се обидам на некој начин да ги групирам најпрво на активностите на бендовите кои се опфатени во овој сегмент, кои во многу наврати се неразделни од самата општествена ситуација во која што е затекнат светот. Така што Марвин Геј, неговиот брат учествувал во војната во Виетнам и таа желба за да биде вратен дома и прашањето за какви идеали пред се неговиот брат војува, го иницира да ја создаде веќе култната композиција What's Going On. Најмногу сум задоволен со чинителот што се дава огромно значење на лириката пред се на композициите, која е испишана на самиот екран додека ги гледаме сегментите кои што се изведени на нив, и со тоа нели се димензионира незиното ненаминливо значење за самите автори пред се за самите композиции, така што тука се става уште еден дополнителен акцент на тоа дека во минатото луѓето не само што ја пееле лириката, туку ја читале и ја анализирале и се врзувале пред се со низината длабочина и значењето кое што имале пред се овие социокритичко настроени композиции. Тука не смее да биде заборавен на We Don't Get Fooled Again на The Who, тогаш на протестна пресна пред се, иако денес има сосема поразличен контекст и генерации ја знаат само како составен дел од најавната шпица на CSI, а во времето кога е создадена рефлектира една состојба во Америка во која што младите нема да дозволат уште еднаш да бидат измамени од страна на раководството на Америка, пред се и најавувањето на и ветувањата кои што ги имаат дадено, меѓутоа не ги исполниле. Така што ова е едно друго рамниште по кое што иницијално е позната и значајна оваа композиција, на страна тоа како денес се употребува во конзумеристичкиот свет како составен дел од една сосема друга ТВ серија, реконтекстуализирано низиното примарно значење. Pink Floyd се актуелни во овој период со албумот Middle, од кој што е употребена една композиција, чија што ерупција е доста значајна за текот на дејствието.
бендот кен само се уфрлени, исто како и Black Sabbath, меѓутоа задржан е само музичкиот порив кој што ги содржат композициите кои што се на нивните албуми, за да се долови нечии набој, но не и нивното значење не е детално анализирано. За жал, но хубаво е што Children of the Grave може да ја слушнеме во оваа серија како составен дел од помешувањето на аудио со видео записот. Го има дури и снимањето на Imagine на Џон Ленон и пред се неговата, како тоа ја нарекува, продажба на мир, односно инсистирање на постоечкиот мир и ширење на мирот во светот. Стоунси најпрво ги гледаме на Алтамонт, односно на инцидентот кој што се случува за и околу Hells Angels, односно нивната моторџиите кои што го обезбедувале нивниот концерт кој што заминал вон секоја контрола. Потоа се евидентирани нивните вешти бегства и од Америка, од Британија, и од Британија од Франција, и од Франција ширум светот, додека нели него снимаат Exile on Main Street, култниот сега веќе концертен албум. Исто така во серијата ќе ги забележиме и Sly and the Family Stone, и мислам дека добиваат преголемо значење во самата серија, можеби имаат своевидно место во еволуцијата на фанкот, ама се добар пример за инфилтрирање на наркотици во бендовите, кога нели дрогата ќе ги уништи членовите, ама не ми значи нивниот удел во серијата и пред се музиката воопшто, но се добар пример за тоа како не треба да се третира музиката од страна на музичарите кои што ја создаваат и како да не се образува една дисхармонија во функционирањето на еден бенд кој што еден член нели ја создава севкупната музика. Го напоменав Џон Ленон исто како еден пандан на Битлси наспроти Ролинг Стоунси, односно двата најголеми и најзначајни бендови во минатото во поглед на рок-н-рол историјата, така што едните веќе не постојат во овој период, а другите се обидуваат да опстојат со оглед на тоа што нели на Стоунси веќе знаете дека си имале тогаш проблеми со нивниот менаџмент и со преземањето на финансиите од нивна страна, крадењето на пари, што ете. И тие, и Лицеприни, и огромен број на други бендови си го имале тој проблем со менаџери и агенти кои што едноставно си ги полнеле куферите со пари и исчезнувале. Штом допрат воопшто до парите кои ги создавал бендот, кога членовите на бендот нели ја немале таа контрола врз средствата кои што ги примаат или ги трошат. Дорс се наоѓаат во залезот на кариерата, Джим го забележуваме дека е изгубен на самата бина, дека е ревносен и уапсен и е истрошен од една страна од зависта која што ја има од наркотиците и од друга страна склоноста кон алкохолизмот. Едноставно Джим е во надолен пат на својата кариера кој што и ќе биде крај на неговиот живот во рамките на оваа година. Наменска е употребата на сплит скрин, односно на поделбата на екранот за паралелизирање на дејствието во серијата, како следење на два клучни настани кои се одвиваат во овој период, вешто спроведено нели со борбата помеѓу Мухамед Али и крадењето на документите од FBI. Дали на вистина музиката го променила светот или беше само негова рефлексија, е таа голема тема, тоа големо прашање кое што серијата според мене не успева детално да го одговори, иако има интенција и намера тежиштето да падне на вториот дел, односно дека таа е тезата, каде што секогаш треба музиката да биде рефлексија на општеството, серијата треба да докаже дека таа всушност имала моќ и односно способност да го промени светот. Благодарение на идиотштината на Чарлс Менсон, до ден денес сме јавно осудени сите ние кои што имаме долга коса, но доловен е и подемот на музичкиот антагонист на денешницата, односно Алис Купер, Винсент Деймон Фурније, кој е поворник против хипокризијата, која што ја вовело самото хипи движење, каде што тој оди против овој бран и потенцира дека
не се сака секој со секого, мислам, универзалната љубов е неизводлива со оглед на тоа што луѓето си имаат една притаена омраза која што ја негуваат помеѓу себе, што е многу блиску до вистината. Чичко Купер, 18 е неговиот прв сингл и потенцирано е како пее за бунтовната и неприфатена младина, каде што има една одлична најава која допира според мене до сршта на рок-н-ролот, кај што потенцира дека неговата музика ги издвојува децата од возрастните, како што ќе биде најавен од страна на еден ТВ водител. Значаен простор е оставен и на Дейвид Бови и потребата од нов вокабулар на рок-н-ролот, односно негово лично реобмислување, заради тоа што го забележуваме еден невпечатлив Бови кој е облечен во фустан и присуствува на забави, додека свири шансони на гитара кој што никој не му обрнува внимание, но до крајот на годината нели се оддалечува од тој хипи изглед и се реобмислува, односно го создава неговото алтер его, односно го создава Зиги Стардаст, кој што е под влијание на целиот тој циркус кој што Алис Купер го правил на бина и согледал дека да, и тој може да создаде еден виртуелен лик како што е Зиги Стардаст и пајаците од Марс. Децата бараат своји музичари по Битлз, односно ликови со кои што ќе може да се поистоветат од музичката сцена. Yes, например, и бендовите како Yes, како Genesis стануваат претенциозни арена рок бендови кои што настапуваат во огромни стадиони и создаваат комплицирани 10 минути композиции со кои што ете голем дел од младината и не се ни поистоветува, затоа се раѓа една антитежа, односно тука се екстравагантните гламери, какви што се составен дел и T-Rex и Дейвид Бови, односно Марк Болан и неговата луда држина од T-Rex, како што е и појавата на Елтон Џон во рамките на поп музиката. Sly Stones се следат во нивните подеми и падови низ текот на цела сезона. Айк и Тина Тарнер имаат простор во серијата со своето појавување, нели опфатен е и летот на афроамериканците во Гана, како и имитувањето на Soul Train, како еден културолошки феномен за време на викендите, кај што афроамериканците може да си играат на фанки на соул на телевизија. Иницирано е и одвивањето на Гластонбери фестивалот и во контекст на кантавторките истакната е емоционалноста и искреноста која што ја поседуваат нели великанките како Џони Мичел и Керол Кинг. На рамниште на филмските медиуми, на филмскиот медиум се потенцираат како културолошки Белек, Шафт и Clockwork Orange, кои што имаат силен нели културолошки удел за поистоветување пред се на младината со антагонистите кои што и предводат овие филмови. Така што на крајот на серијата се потенцира и дека се роди еден своевиден стармен на крајот и има пробивање на реги музиката во САД и во Британија, која што создава своји бранови и наследници на ова музика. Маршал Маклуан и Пит Таузенд потенцираат дека иднината се состои од поседување на компјутери во домовите и затворени луѓе во нивните домови кои што се хранети со пропаганда за забава, со илузија на избор, односно Меклуановата теза е нели дека самиот медиум представува пораката. На тој начин и се јавува развивањето нели на електронската музика и благодарение на уделот кој што го имаат Крафтверк во неа. Мора да забележам дека има рок-н-рол албуми кои што се неправедно нели запоставени и не присутни во серијата. Таков е Maggot Brain на Funkadelic, четворката на Led Zeppelin, на Allman Brothers е Ed Fillmore East, Traffic го има The Low Spark of High Heeled Boys, Cat Stevens го има Teaser and the Firecat, Santana го има тројката, Caravan го има In the Land of Grey and Pink, King Crimson го има Islands, Deep Purple го има Fireball, Leonard Cohen го има Songs of Love and Hate, UFO го имаат UFO двојката, односно Flying, Tin Lizzy го имаат нивниот истоимен албум, Lift Hound го имаат од личниот Growers of Mushrooms, Mountain го има Flowers of Evil, Cactus го имаат One Way or Another. Значи овие албуми воопшто не се застапени
представени, ниту напоменати, ниту потенцирани во рамките на ова серија, меѓутоа затоа ги има во серијата Sticky Fingers, Who's Next, Tapestry, Middle, Electric Warrior, LA Woman, Killer, Aqualung, What's Going On, There's a Riot Going On, Tago Mago, Blue и Hanky Dory. Така што ова се мал дел на авторите и музиката која што е составен дел од ТВ серијата 1971. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Dead Spirit Communion со три композиции од нивниот албум The Dead Generation. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Квинсленд, од Австралија, и ова е едно одлично музичко издание кое што е комбинација на алтернативниот рок-н-рол во комбинација со гаражниот призвук, со гранч и со стонер рок. Значи еден амалгам кој што датира можеби повеќе од 90-тите, меѓутоа има своја суштина и срж да се преслуша и во денешницата, така што е интересен музички хибрид. Од овој албум ги слушаме Hooves, Horns, Eyes, Flowers in the Valley и Inner Dark Devouring. Уживајте во Dead Spirit Communion. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 52-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на 1971, The Year That Music Changed Everything, односно ТВ серијата за која што ви говорам за значењето кое го имало пред се музиката во општествените циклуси во 1971 година, односно во претходниот говорен сегмент ви споделив за музичарите кои што биле активни оваа година, а во овој сегмент сакам да говорам за збиднувањата кои што ги предизвикале, односно биле предизвикани од страна на самите автори. Има бројни превирања не само во културолошката сцена, туку и во премрежјето на јавниот живот, нели, кој што ја вклучува и политичката активност во зависност на уделот кој што го има музиката во севкупното милје на едно општество. Тука серијата започнува пред се со убиството на 4 студенти во Охајо, кои што протестираат против Виетнам, за кои што Crosby, Stills, Nash & Young прават една песна која што го обележува самиот чин. Значи тука веќе музиката доаѓа како еден вид на рефлексија на општеството, за да создаде еден музички печат кој што треба да символизира еден немил настан кој што никогаш не треба да се повтори. Харисон и Ленон нели водат една борба против распространетоста на злото во САД, а Џорџ Харисон и се активира за организирање на концертот во Бангладеш со помош на Рави Шанкар, односно за концертот за поттикнување на свеста за немирите кои што се случуваат во Бангладеш, а концертот се одвива на Медисон Сквер Гарден, каде што Харисон го придржуваат бројни негови пријатели, музичари кои што се појавуваат на самата бина со цел да се обрне внимание на ова неправда која што се случува во Бангладеш. Секако дека свој виден удел има и Никсон и снимањето во Watergate, каде што има еден интелигантен потфат кој го изведуваат припадничките на женскиот хор, кои што да манифестираат еден свој виден протест против него, заради тоа што се повикани нели да пеат со намера дека тие ќе бидат онака припаднички на доктринарни поредоци кои што тој ги пропагира и дека само ќе си пеат и ништо друго нема да предизвикаат, меѓутоа тие излегуваат со банери, се алудираат да се прекине војната која што тој ја изискува, односно ја предизвикува. Потоа го имаме и обивањето на FBI и надзорот кој што го имаат пред самиот народ, односно нивното прислушување и појавувањето на првите Wikileaks, ако може така да ги наречеме, односно објавувањето на документите од FBI во
широката популација, каде што диверзија е буквално боксерскиот меч помеѓу Фрейзер и Али. Имаме дури и видеозаписи, односно архивски материјал од фрлените здобиени ордени и значки од страна на ветераните од Виетнам, кои што се отклонуваат од нив како еден чин на протест, нели. Потоа го имаме бунтот против Џон Вен, кој што нели продавал пушки од Малнас против продажбата на мир, која што ја иницира Ленон, и истакнувањето во помош во контекст на лириката дека пари се трошат за ракети, а не за гладните, односно се цели да се бега од земјата, а не се решаваат проблемите на неухранетите и пред се детерирани населби приградски. Радиото не смее да пушта песни кои што нели глорифицираат дрога и незина употреба, додека власта го краде секој можен долар од народот. Тука го имаме и ликот на Хантер С. Томпсон, кој што пишува артикли за Rolling Stones, за кој што се одек на денешната генерација, незиниот крик го содржи. Меѓутоа има појавување и на Jesus Christ Superstar, да не го заборавам овај култен мюзикал, и тој трендот на поистоветување на Исус со хипиците, каде што имаме најразлични религиозни кружоци кои што се оформуваат и снимки од христијански култови, кои што чишто пандани и култот на Чарлс Менсон, се извинувам. Тука е и борбата на Underground Press, односно на Оз магазинот против пуританците, кои што нивната прекумерна, според нив, употреба на слободата на израз мора да биде санкционирана, а Оз магазин се шегобијци кои што и тоа како знаеле да ги забавува нивните читатели. Тука е и Петер Татчел и родоначалниците на геј движењата, односно ЛГБТ движењата. Не бев толку запознаен со An American Family, односно серијата која што очигледно дека имала големо културолошко значење за еманципирањето и кршењето на стереотипите од идолизираното нуклеарно семејство, меѓутоа ми беше интригантен сегмент од тоа американско општество и како оваа серија имала удел во нуклеусот кој што представува заедницата во САД и како се доближувале тие тенденции помеѓу младите, рефлектирани во оваа серија која што и кршела нормативите кои што биле закотвени, нели, од тоа тој идеал за американското семејство од 50-тите години. Од друга страна, тука е и афроамериканското револуционерно, нели, здружение со своите протести за враќање на моќ, така и луѓето, промовирани од Енджела Дейвис, од Къртис Мейфилд, од Айзак Хейс, од Джеймс Браун, од Бил Уедерс, од The Last Poets, од Црните пантери, од Гил Скот Харан. Бомбардирањата тука ги имаме на Weather Underground и убиството на Джордж Джексон и пред се заложништвото кое што се случува во затворот и така. Промени настануваат преку доставата на информации до мозоците, но ако се употребуваат информациите, ако се злоупотребуваат информациите, не е возможна промена. Нели, ова е девизата која што ја содржи пораката на носачот на звук, именуван како револуцијата нема да се телевизира. Војници почнуваат да се навлекуваат на хероин кои што се во Виетнам, односно гледаме шотови кои што си даваат од нивните цевки од нивните оружја, така што ова е една слика и прилика која што добиваат медиумите од страна на тоа што точно им се случува на војниците во Виетнам, и тоа е периодот кога и умира Джим Морисон. И секако еден интригантен експеримент кој што е опфатен од оваа година е Стенфорд експериментот, каде што се врши една поделба на неговите учесници на затвореници и стражари и колку кога ќе подлегнат на назначената сила, се поистоветуваат со неа и забораваат дека луѓето само имаат една улога која им е само зададена, а не се ништо повеќе од другите, така што ова е еден круцијален експеримент за влијанието на
моќта и насилството кое што човекот е способен да го изврши во името на зададената наредба, доколку не размислува со собствената глава. Сема се серијата ја оценувам со 8 од 10, да беше конкретизирана и насочена повеќе од сублиматот кој го добиваме. Имаше коментар на самите настани, на кои што нели не сме научени. Ќе беше повпечатлива, но е одлично сумирање на клучните збиднувања за 1971 година, кои што се круцијални за развојот на музичката сцена и говорат многу за збиднувањата кои што се случиле надвор од неа, односно во општествените рамки кои што ставиле длабок белег на цивилизацијата. Тука ќе го завршиме ова издание на ТВ 103 со тоа што за самиот крај на емисијата слушаме опасните Uranus Space Club, односно од нивниот албум Another Planet, Another Love. Ќе ги слушаме композициите посветени на Венера, Сатурн и на Земјата, како едно предупредување дека може да ја загубиме, доколку не обрнеме внимание како ја третираме. Овој бенд од Вроцлав, од Полска, свири комбинација помеѓу фанк, стонер, психоделичен звук, спейс елементи и една интригантна мешавина со тоа што може се да се направи кога ќе се вметне еден саксофон помеѓу стонер и добивате еден одличен продукт. Да не заборавам само да ме подсетам дека утре се гледаме на прославата на 30 години на постојање на Канал 103, која што ќе се одвива во текот на денот и ноќта во МКЦ, така што сите сте добредојдени заедно да ја го прославиме постојањето на ова радио 3 децении, заради тоа што ова радио се обидува да воспостави еден денешен културолошки печат, еден саундтрак на денешницата, славејќи ја музиката која што е актуелна и значајна да се проследи во неа. Вие го слушавте 52-то издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелески, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците од првата сезона на 1971. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.